средба, кога се видовме во истата оваа сала, мислам дека голем дел од вас, ако не и сите беа присутни, поминавме неколку од програмите на општината, урбанизам, комунални дејности, инфраструктура, оно што всушност секој шире и најинтересно. И малку подоцна ќе ставаме на слайдот, ќе видите што од тоа вие сте предложиле. Има 67-8 предлози, од кои што не сите се предлози кои што ќе влезат во општинскиот буџет. Дел се препораки, затоа што форумот како резултат дава и препорака нешто за кое што не треба многу пари, например да се грижиме повеќе за зеленилото. Тоа нема што да влегува во општината во буџетот, тоа е нешто што треба сите ние да го правиме. А оваа сесија ќе ги поминеме останатите програми, и тоа социјална заштита, култура, спорт, образование, рекреација, животна средина, сето оно што остана во општината. Значи на оваа сесија ќе давате предлози поврзани со овие области. На третата ќе ги собереме сите, ќе направиме приоритети и ќе ги дадеме на општина Делчево како приоритет кој што произлегол од граѓаните од форумот. Тоа е накратко процесот во кој што треба да се движи. Она што го правихме претходно, а ќе го направиме и сега, е прво од страна на општината ќе ни дадат информација што во овие програми кои што ги спомнав е направено, што се планира да се прави, а потоа повторно по баси како што седите вие ќе ги дадете вашите предлози, ќе се обидеме за разлика од минатиот пат и да ги приоритизираме. Јас зборував малку повеќе за тоа минатиот пат, дека не е подобро ако дадеме сите по 20 предлози и дадеме на општината 130 предлози од граѓаните и следната година да дојдеме и да викаме ништо не направивте, а они направиле 70 од тие. Добро е во оваа фаза, во фазата на планирање да приоритизираме, да кажеме што нам како граѓани ни е важно да влезе како приоритет во следната година. Затоа што и од страна на општината е многу полесно да каже се е прифатено, ама на сите во старт ни е јасно дека не може се да биде имплементирано. Затоа да се држиме, да ја гледаме повторно, ќе кажав минатиот пат, општината како едно домаќинство. Вие дома кога треба да купите 5 работи и ви прегорене поради струја, правите приоритет што е прво. Не купувате прво телевизор, прво купувате фрижидерот, па шпорето, па телевизорот е на крај. Истото е и со општината. Морат прво да се реализираат приоритетите кои што се проблем на поголем дел од граѓаните. Инаку нема општина никаде во светот кој што не сака се да реализира што е предложено. Макар што не е проблем и ако сега на вашите документи се повтараат, ние ќе ги изчистиме и нема да се повтараат кога ќе дојде до овие се ставени по редослед по маси, без никакви приоритети, без ништо, значи нема азбучен. Тоа е само ставено како што вие сте го давали. Така е напишано, чиј е дел од приоритетите од првата сесија. Реконструкција на детско одморалиште, голак отворен фитнес центар, базен, игралиште за деца до 5 години, лифт во спомен домот Асмол, реконструкција на стариот спортски терен и гимназијата, спортски терен во Брицо, значи повторно, обележување на паркинг околу школите, имаше многу предлози, скоро од секоја маса поставување на лежешки полицајци околу училиштата, уредување на патот до Смрдлива вода, Чешмака и Димовци. Мислам дека можете така да ги видите за да не ги читаме. Голем дел се од делот кој што доаѓа од местните заедници, значи тампонирање на патишта, промени на азбестни цевки во селото Разловци, асфалтирање во село Разловци, дополнителни континјери, до изградба на мостот на река Брегалница, изградба на старечки дом, помош на пензионери во социјален ризик, зголемување на буџетот на Комисија за еднакви можности. Значи, различни со тоа гледате дека и овде не се држевме само до тие програми до кои што мора. Идејата овде е да има некаква структура, но вие да го кажете вашиот приоритет. Нема да должам понатаму. Реков, ќе слушнеме од општината во дел од овие програми информација што е направено и што се планира да се прави. Ова го правиме од причина да не се повтараме. Ако општината веќе планира да прави нешто, веќе тоа секако ќе се случи, има можеби добиени средства од некој донатор, тогаш немаме потреба тоа повторно да го кажуваме и затоа е добро да видиме која информација има. Постојат проекти кои што се тековни, кои што ќе се завршат во текот на следната година, па на нив може да се надобра за нешто, така да добра е да имаме прва информација да знаеме со што располагаме. Може ли јас да кажа прво поздрав до сите присутни? Јас сум Сузана Петровска, одговорно лице во општина Делчево за социјална заштита.
Најпрво сакам да ви информирам дека општината има подготвено социјален план за 2023-2026 година. Тој социјален план се наоѓа на интернет страната на општина Делчево и во изработката на тој социјален план активно учествуваше Советот за социјална заштита, во кој совет учествуваат институции кои се надлежни од областта на социјалната заштита, значи Центарот за социјална работа, училиштата, верските заедници, јавното обвинителство, полицијата и други надлежни институции. Врз основа на тој социјален план кој што го подготвувавме сите, ние изработуваме програма за социјална заштита. Значи, програмата за социјална заштита за 2023 година веќе, да не речам, изминува, останува уште мал дел да се заврши, значи сега сме во подготовка на програмата за социјална заштита за 2024 година. И многу ни е битно, значи тоа што вие ќе го предложите тука на форумите што се организираат од кај нас, значи за да ние го ставиме како приоритет во нашите програми и секако во буџетот за 2024 година. Јас само накратко ќе ви спомнам тоа што секоја година општината го предвидува во тие програми. Што не значи дека не треба да се предложи и за 2024 година, но јас само да ви кажам дека тоа што ќе ви го спомнам сега, ние секако го ставаме во програмите. Од кај вас бараме да предложите нешто друго што не е ставено веќе во тие наши програми, за да ја прошириме нашата дејност во областта на социјалната заштита и секако да креираме нови мерки кои што досега не биле и активности. Значи, ние пред се фокусираме на неколку маргинализирани групи, тоа се социјално загрозени лица, во кои што лица ги вбројуваме и невработените, значи стари изнемоштени лица, лица со попреченост, самохрани родители и други маргинализирани групи. Значи, во тие групи гледаме да креираме некои мерки и активности. Значи, за социјално загрозените лица и невработените лица, значи имаме одредено буџет. Оваа година беше, мислам дека негде стигна до 650.000 денари за социјално загрозени лица во помош, еднократна парична помош која ја дава општината. Тоа го даваме за болничко лекување, за елементарни незгоди кои што има пожар или нешто такви, за смртен случај на семејство, на лица во семејство од социјален ризик и така натаму. Во делот за невработените лица, значи општината може да преземе само активности да ги ангажира тие лица во општинско корисна работа и во сезонската работа што се организира преку јавното комунално предпријатие. Значи тоа е општината што може да го направи законски во делот на грижа за невработените лица. Значи за стари изнемоштени лица. Исто така, во тој дел, значи, мерките и активностите ни се фокусирани кон развивање на услуги во домот. Значи, се ангажираат невработени лица кои што одат во домовите на стари изнемоштени лица и се грижат за нив, но со одредено времетраење. Значи, 4 часа во дневно, 8 часа, зависност од видот на потребата која што ја имаат. Но морам да кажам дека во овој дел, значи, социјалните услуги сега се предадени на невладини организации кои што мора да се лиценцираат како социјални провајдери за да ги пружаат тие услуги. Некако до сега што беше, значи ние ангажираме невработени лица и тие лица ги даваат тие услуги. Значи сега моментално како такви социјални провајдери во нашата општина се Црвен крст, општинската организација и Бравура кооператива, невладина организација за грижа за лица со посебни потреби. Значи, во тој дел, значи, ние покриваме само дневна услуга која што е во домот.
Од разговорите што ги имав со колегите од Оделението за урбанизам, значи планира се да се изврши урбанизација на дел од дворното место во старата касарна за старечки дом. Сакам од вас, не сакам, едноставно морам да ви ја кажам потребата дека кај нас има потреба од старечки дом и ако може од кај вас исто од граѓаните да произлезе тоа како потреба, бидејќи ние и текако потребно такво нешто. Значи, има можност од Оделението за урбанизам да се изврши урбанизација на таа парцела, а после ќе тражиме средства за да се изгради тој дом и секако ќе мора средства и од нашиот општински буџет. Тоа е значи во делот за стари изнемоштени лица. Во грижата за лица со попреченост, тука имаме најмалку предвидено активности и мерки, бидејќи досега ние не располагавме ниту со податоци колку такви лица имаме во општината, со какви попречености се, со какви потреби си така натаму. Кој го има тај регистар? Го има некој на национално социјални регистар? Треба да има, но во моментот ние сега тече октомври, ноември, тече процесот на социјално мапирање на лица со попреченост. Еве и денеска имаме, може би, од кај вас некој е поканет за да присуствува, имаме средби со 2 фокус групи, значи од 12 со фокус група со лица со попреченост и други маргинализирани групи и од 14 часот средба со Советот за социјална заштита, каде што ќе произлезат исто така дискусии и препораки што да се преземе во делот за заштита на лицата со попреченост. Значи, кога ќе завршиме со социјалното мапирање на тие лица, ќе видиме со колкава бројка располагаме, со какви попречености се лицата, кои мерки треба да се преземат и така натаму. Но не е на одмет и од кај вас да произлезат некои потреби кои што мислите дека се неопходни баш за тие лица. Ние моментално само работиме на пристапност на тие лица, значи да обезбедиме пристапни рамки до институциите што и не е завршено. Еве јас така накратко што ги погледнав прашалниците што ги има пополнето тие лица, значи ние како општина секој пишува дали е пристапна, општината не е пристапна, библиотеката дали е пристапна, не е пристапна, Центарот за култура не е пристапен. Значи ние сме клучни институции кои што треба да се грижиме за тоа, а ние не сме пристапни. Значи сега ние се реновира салата долу во Асно, ќе обезбедиме пристап до салата за лица со попреченост. Од таму ќе спроведеме некаков влез и до градоначалникот да може тие лица да пристапат и така натаму. Но зборот ми е, ние неколку години зборуваме за пристапност, за инклузија, а клучните институции кои што треба да го преземат тоа, ништо не презема. Затоа вие тука сте да предложите некои мерки, активности што мислите дека во тој дел може општината да преземе нешто, па и знаете што, предлозите и препораките што вие ги дадете тука, не значи дека секој пат општината треба тоа да го реализира. Значи доволно е ние да го ставиме во нашите стратешки документи тоа што вие ќе го предложите. Значи тука има и други институции кои што можат да се вклучат во реализација на тие предлози што вие ќе ги предложите и невладините организации кои што ни се од голема помош, морам да кажам. Значи ние досега без невладините организации ретко некој проект од социјалната сфера зборувам да го реализираме само со наша помош.
Значи, јас кратко така, за да ве насочам на некои теми на кои да размислувате, но и вие доколку нешто ја не сум го спомнала или не е споменато во нашите програми, слободно предложете го, па ќе прецени стручниот тим дали тоа може да влезе во тие приоритети или не. Ја од Општината за култура, кој ќе некој ќе ни каже кратка информација. Данила, така казваме на Комисијата за култура и Општина Делчево. Комисијата за култура работи на реализација на програмата, годишна програма за култура, која што ја донесуваме секоја година и е усвојувана од страна на Советот на Општината. Во програмата за култура се содржани сите традиционални настани манифестации, одбележувања, годишнини и слично. Мора да напоменам дека реализацијата на програмата за култура, во реализацијата се вклучени и сите установи, институции кои што работат во областта на културата. Тоа е Националната установа Центар за култура, Јавната локална библиотека, како и граѓанскиот сектор, чија основна задача е врзана за културата. Во однос на програмата, ја не сакам да зборувам многу, бидејќи ја има, таа е јавно достапна на веб страницата. Таму се содржани и сите и календарот на настани по области. Но би сакала да се осврнам кратко она што очекувам јас како председателка на Комисијата за култура, што очекувам од овој форум. Значи, овој форум треба да донесе нови идеи, проекти за збогатување на содржината на културната понуда за граѓаните, но и да ги детектира и да ги стави како приоритети инфраструктурните проблеми кои што ги имаме во однос на објектите од областта на културата. Во таа насока јас изброив неколку така подточки кои што сакам да ги споделам со вас. Кажа и Сузана, колешката, дека во моментов се работи на реконструкција на салата на спомен дом Асном, на фоајето и на малата сала. Нешто што беше потребно одамна да се направи. Знаете, 40 години од кога е отворена таа сала, не е ништо внатре реновирано. Имавме сериозни проблеми во однос на осветлување, на затоплување и слични работи, така што сега со овој проект кој што е подржан од Министерство за култура и од Општина Делчево ќе се оценат сите тие дефекти кои што ги имавме, ќе добиеме современа сала каква што заслужува Делчево и јас стално велам дека со тоа го враќаме, ја враќаме културата во култното место за култура во Делчево, а тоа е спомен салата Асном. Исто така ќе се изработи и пристап за лица со попреченост да можат да присуствуваат конечници на културни настани, бидејќи досега тоа беше невозможна мисија. Но втор момент кој што сакам да го истакнам е непристапноста на институциите од културата кои што се наоѓаат на третиот кат. Непристапност за сите граѓани. Не само за лица со попреченост, туку и за повозрастните категории лица, туку и лица кои што имаат одредени здравствени проблеми. Тука станува збор за Јавната локална библиотека, музеот на град Делчево, Центарот за култура. Ова прашање мора да, за решавање на ова прашање, јас гледам два начини. Првиот начин е да се изгради лифт до третиот спрат на спортмен салата, но може би треба да се размисли да се изгради нов објект во кој што ќе бидат сместени овие институции, музеот пристапен ќе биде Јавната локална библиотека, а дополнително своји простории би добила и фолклорната група Копачка, која што е, знаете, наша гордост, заштитено културно наследство во УНЕСКО и ние имаме обврска да овозможиме соодветни услови за работа на ова фолклорна група. Третиот момент би се однесувал на збогатување на содржините на културната понуда.
Прво, тоа значи да се предвидуваат повеќе средства во буџетот на општината. Поголема меѓуинституционална соработка на институциите од областта на културата и здруженијата на граѓани, поголемо учество на фирми и поединци за поддршка во реализацијата на програмите, поголемо учество на здруженијата на граѓани во реализацијата на програмата која би аплицирале на програмата на општина Делчево. Јас сакам да споменам тука една добра практика кога зборувам за здруженијата. Делчево редовно организира великденски настан за Велики четврток и избираме најубаво великденско украсен штанд и така натаму декорации. Ова идеја, знаете, од каде потекна? Потекна од невладина организација, од Сдруженијето роднокрајни автори. Прво се работеше како проект, а потоа влезе во програмата на општина Делчево. Вакви работи треба да користиме за да бидеме и вие видливи како организации, а и да се збогати содржината на културата. Друг момент кој што сакам да го споменам е осовременување на техничките средства, набавка на видео, сцена со озвучување, осветлување. Тоа изискува поголеми средства и на крај би заклучила, не сакам многу да зборнам, да го одземам вашето време, сакам да ве потсетам сите, доколку не сте знаеле. Наредната 2024 година Делчево одбележува 80 години од ослободувањето. Еве една убава тема, една убава можност, секој со своја идеја да се вклучи со одредена активност во одбележувањето и да даде свој принос. Бидејќи 80 години слободно да растеш и да развиваш не е малку. За таа цел на размислување сме, да распишеме како јавен повик за собирање на идеи, предлог идеи за организирање на настани и верувам дека наредната година добро би било сите настани да одат со логото 80 години Слободно Делчево. Благодарам, толку не би имало толку. Верувам дека има и други идеи. Размислувајте ова само за оние кои што се од општина и не пронучават, како е кажено. Посебно дел од социјална и култура да се делегира надлежноста на други организации. Наистина општините имаат премногу ингеренции и ставини, ако некој нешто прави, некој фестивал, делегира и таа комплетна надлежност на целата организација, нормално тоа подразбира и делегација на средствата предвидени во општината, за да се ослободи општината од несуштинските дејности. Тоа е идејата. За жал кај нас во Македонија има многу малку примери на делегирана надлежност, неколку дневни центри за лица со посебни потреби и неколку културни настани. Например, во Битола, младинскиот културен центар има Битолско културно лето е делегирана надлежност. Има општината 2 милиона, дава 2 милиона на МКЦ организира Битолско културно лето. И поквалитетно е, и со помалку ресурси, и општината се ослободува од надлежности кои што се неизини, но не се суштински за облагување на музејната дејност и тоа е има такви неколку добри примери кои што треба да ги следиме. Остана образование. Накратко, што е направено, што се прави, што ќе се прави? Само за оваа година и за следната. Да. Значи, што е планирано за следната и нешто ако е во тек, некои проекти? Јас сум начинал селски советник за образование општина Делчево, што се однесува до, прво да кажам дека во образовниот процес во Делчево се одија во 2 централни и 7 подручни училишта, едно средно општинско училиште. Минатата година во основното училиште со Климент Топицки е реконструиран поткровето, во каде што е направена библиотека и библиотека. Тука веќе е во тека во основно училиште Ванчо Прке е во тека реконструкција на фасада, значи со термоизолација. Во средното општинско училиште е пуштена конгресна сала, во кој што стварно е направено квалитетно и со кој што може да се гордее и само училиште и градот во општина Делчево. Така тие се неколку што се однесува до инфраструктура.
А што се однесува сега и за стимулација на учениците, значи во прво одделение општина Делчево дава одредена финансиска за секое праваче, дава за уписот одредена финансиски средства. Што се однесува до стипендиите, значи општина Делчево е од ретките општини, мислам дека во регионот, кој што дава 28 стипендии, во кои што 10 стипендии се за студенти кои студираат на универзитетите во Република Северна Македонија и 18 стипендии на ученици кои што учат во општинското средно училиште Методија Михелска Грицо. Плюс това општина Делчево дава награда на 10 најдобри матуранти кои што тоа е наградно патување во низ Европа. Значи 14 дена наградно патување низ Европа и исто така како стимулација се дава стипендија на ученици на генерацијата. Во средното општинско училиште како стручни насоки имаме текстилна и прехранбена. И сега тоа може да се даде некој предлог и било тоа потреба од што има потреба во фирмите, дали тие задоволуваат струки или треба да се воведат некои нови струки во средното општинско училиште. И плюс и гимназиско, така? За стручно. Така, стручно и плюс. И плюс гимназиско. И сега гледав тука дека се дава некој предлог за затварање на училишта кои каде што има помалку од 5 ученика. Тоа не е работа на општината, тоа е работа на Министерството за образование, така тука тоа мислам дека бидејќи да ви кажам дека ние знаеме со што се соочуваме, но каде училиште се затвори веќе отварање нема. Тоа да го знаат и сите кои што се по местните заедници и урбаните заедници, каде што значи се затвори училиште, веќе отварање на училиште таму нема. Така да ние настојуваме дека и 5, и 6, и 7 ученика, да, ние можеме со превоз да ги донесеме, но ќе останат наставниците без работа. Ќе остане селото без училиште. Така е стварно проблем. И сега, тука може да дадат некои идеи и представниците од другите, од местни заедници, од урбани заедници, за она што треба да се изгради или за она што треба да се даде, бидејќи во овие стипендии кои што рекавме, ги даваме, овие се мали сега стипендии по финансиска смисла, но мислам дека јас ќе давам сега во како предлог и со градоначалникот ќе разговарам за да овие стипендии се покачат. Има ли некаква идеја за со бизнис секторот да се вклучи, па да стипендира ученици, па после со вработување? Има ли таква? Имаше. Значи имаше имавме состанок во Средното општинско училиште со представници на бизнис секторот, каде што тие даваа стипендии, стварно настојуваат да се стипендираат ученици кои што ќе работат, мислам, кои по завршувањето ќе работат во фирмите, но за жал тоа во практика даваше велика стипендија, но учениците не заинтересирани, мислеше дека само стипендии ќе земат и толку. И кога видаа дека овие бизнис секторот, дека учениците не се заинтересирани стварно на тоа да договорат писмено и ги прекинаа. Овие двете стручни не се дел од дуалното образование или се дел од дуалното? Се дел. Тоа што мора да прават. Океј. Тоа е кратко да не можеме, но во тие ако имате предлог нека дава. И веќе имаше и претходно неколку предлози. Да, имаше од училиштето предлози. Училиштето предлози, но еве уште еднаш слободно може тоа што да. Но тоа што уште ќе напомнам дека 5 ученика училиштето се затварат училиштата не е наша работа, тоа е работа на Министерството. Благодарам. И остана уште спорт, рекреација, животна средина, граѓански сектор. Тони ќе ни каже за тоа кратко што е направено и што се планира и после ќе оставиме на вас. Добар ден од мене, јас скроз накратко. По Одделение за локален економски развој сме задолжени за соработка со граѓанскиот сектор и спортските здруженија, покрај нив и со сите институции со бизнис заедницата, но сега ќе се зададем конкретно на соработката со граѓанските организации. Општината има подготвена стратегија и во моментот подготвува нова стратегија за соработка со граѓанските организации, со заеднички проект на општината и граѓанските организации.
Има подготвено план годишен за финансирање на друженијата на граѓани и има подготвено буџет кој што го дели на граѓанските организации. Во оваа година 2023 до сега се поделени околу 1.290.000 денари, каде што околу 390.000 се дадени на граѓански организации, а останатите на спортските здруженија. Значи, останува до завршување на тие десетина проекти што ги кофинансира општината, за да бидат завршени и да бидат дофинансирани до крајот на годината. Во претходната сесија имаше иницијатива да се зголемат тие средства на граѓанските организации, бидејќи не се доволни, и тоа ќе влезе во еден од приоритетите, доколку имате и други приоритетни барања. Јас ќе ве замолам да се вклучите и во делот на изработка на стратешкиот документ кој што ќе биде 4 годишен, каде што ќе влезе и ова, но и да се вклучите во последната форумска сесија, која што исто така е дел и иницијатива од граѓанска организација, да биде дел партиципативниот процес покрај граѓанскиот сектор и останатите граѓани од општина Делчево, и таму да биде излобирани тие финансиски средства да бидат поголеми и да се потврди начинот на давање. Во последните неколку години тие се даваат по јавен оглас, кој што излегува во месец јануари, граѓанските организации се јавуваат, тие што се јават, има комисија одредена за тоа страна на општината и се доделуваат тие финансиски средства. Истото е за спортските здруженија, и мислам дека тој начин е добар и транспарентен, со тоа што секогаш финансиски средства не се доволни, се согласувам и јас со тоа, бидејќи сум и дел од граѓанскиот сектор. Во делот на животна средина, општината располага со програма за животна средина, која што ја работи секоја година, каде што облегуваат одржувањето на зеленилата, одржувањето на делот чистотата во градот, речното корито и слично, но општината во последните години на проектите што ги аплицира нашето одделение, значи има посебен дел за животна средина, кој што го работи одделението за урбанизам, заедно во соработка со нашето одделение, каде што има секогаш во секој проект план за заштита на животната средина, каде што во детали се планираат сите активности кои што се прават, се предвидуваат начин на транспорт, начин на складирање на материјалите, така да тој дел е подигнат на повисоко ниво за разлика од порано, благодарение можеби и на донаторите како што се Светска банка и Европска инвестициона банка, кои што инсистираат на тоа. Во делот на животната средина општина Делчево во изминатата година успеа да замени уште околу 150 летни светлки во дел од селата и во населбата Расадник, каде што се поставени нови летни светлки, каде што е подобрено осветлувањето, но и намалена емисијата на CO2 честици и намалени се трошоците за буџет. За следната година исто така се планира до замена на целокупното јавно осветлување со уште околу 600 летни светлки, проект кој што е аплициран, кој што е влезен во завршна фаза. Исто така планирани се и регулација на речното корито низводно и возводно, проекти кои што се во фаза на одобрување и кои што се надеваме дека следната година ќе бидат започнати и реализирани. Тие два проекти ги спомнувам бидејќи се директно врзани со животната средина, односно со заштита на коритото на река Брегалница од ерозија во случај на поплави. Предходната сесија градоначалникот спомна и за водоснабдувањето, каде се инвестираат околу 8-9 милиони швајцарски франци, кој што проект исто така е во завршна фаза и кој што исто така може би дава и најголем придонес во заштита на животната средина, односно да добиеме чиста вода и пиење. Јас сега го отстапам времето за вашите идеи, Бог ви каже начинот на кој ќе се откриваат, за да дојме до поголем број идеи, целно следната сесија да можеме да ги извадиме најклучните приоритети.